Добро вечер, 24 анализа, добро дојдовте. За локалните избори со национален предзнак. Што може да се очекува по локалните избори, како тие ќе влијаат на централната политика? Ќе преживее ли Венко Филипче? Ќе се намалат ли гласовите на Христијан Мицковски? Дали чија кариера ќе заврши во Чаир? Ќе биде ли Публиско Али Ахмид до предвремени парламентарни избори и неговата коалиција, односно Националната алијанса за интеграција до предвремени парламентарни избори, или пак Изет Меджити ќе зациментира вреди на Илинденска бројдва? Ова се само дел од дилемите и тезите за кои што ќе анализираме и ќе дебатираме вечерва со представници на 4 најголеми партии и коалиции кои што освоија најмногу гласови на последните парламентарни избори. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва мои вечерашни гости се Илми Азири, Национална алијанса за интеграција. Добро вечер, добро дојдовте. Благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Благодарам што прифативте. Методија Илиевски, подпредседател на СДСМ. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Миле Левков, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и пратеник. Добро вечер, добро дојдовте. Ви благодарам, добро вечер и благодарам на поканата. Благодарам и вие што прифативте. Амир Елизи, подпредседател, генерален секретар на Алтернатива, дел од коалицијата Вреди. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Благодарам што ја прифативте, што се стите тука. Бидејќи на оние соочувања на кандидати ставаме тајмер, меѓутоа оваа анализа е анализа на тоа што може да не очекува по 19 октомври по вториот круг на локалните избори. Тајмер нема да немаме правила, бидејќи е политичка дебата и не се представување на кандидатите. Меѓутоа јас ќе ве замолам да бидете парламентарни, да се слушувате едните со другите, за да сте обезбедили доволно време за сите подеднакво. Ке стартувам, ние сме, како што кажав, во една локална кампања, меѓутоа се што слушаме се национални теми, национални прозивки, обвинувања, контраобвинувања и така натаму. Низ ова студио овие 3 недели поминаа повеќето кандидати за градоначалници, дел дојдоа, дел не дојдоа, меѓутоа сите беа поканети. Јас ке стартувам со она што е веста на денот, односно дека е конечно закажано судењето за катастрофата во Кучани, во која што загинаа 63 млади луѓе, над 200 беа повредени. Родителите бараат правда, ги откажаа блокадите, меѓутоа продолжуваат маршивите. Левков, доаѓате од Кучани. Најпрво, ке добијат ли родителите правда, што очекуваат од тоа судење? Благодарам на прашањето, да јас доаѓам во Кочани, каде што навистина знаете дека е сложена ситуацијата, локални избори, 6 кандидати, 9 листи, навистина една вонредна ситуација во која што течат локалните избори, во која што се наметнува за жал една тема како што е барањето правда за оние случувањата со трагедијата во Кучани. Денеска слушнавме дека е закажано судењето за 19 ноември во 9:30 часот. Од овде упатувам јавен апел и до јавното обвинителство и до судството да се искористат сите капацитети за да се овозможи правда за таква една трагедија, никош да не се заборови, но и никош повеќе да не ни се повтори. Да не дозволиме на таква трагедија да биде дел од политичкиот дискурс и за жал видовме дека некои се обидуваат да искористат во кампања. Созите и тагата на ниту еден од повредените или оние кои изгубиле нешто највредно не смеат да се мешаат со политиката. Уште еднаш апелирам до судството, иако е мала довербата која што ја уживаат, да се обидат да ја оправдаат и јавното обвинителство со градење на обвинителен акт и постапка која што нема да се разводнува и да се одговлекува, нема никој да биде поштеден и судството да ги искористи сите капацитети за тој процес што побрзо и поефективно да се одвива. Секојдневно се оние апели за правда од семејствата на загинатите деца, меѓутоа и од сите кочанчани, цела Македонија, бидејќи таква трагедија не се случила. Има многу обвинувања од семејствата на загинатите дека власта конкретно се обидува да штити дел, односно штити дел од инволвираните. И сами знаете дека доминус на истрагата е јавниот обвинител. Според кривичниот законник нему му припаѓа
правото за формирање на обвинителниот акт, за водење на истрагата, и Министерството за внатрешни работи е само извршител на оние насоки кои што се дават. Како што реков, за жал во Македонија видовме дека оваа несреќа и трагедија се обидува да ја политизираат. Последните случувања и последните информации видовме дека и министри од претходната влада директно се вклучени со своји изјави дека сражувале на началници во Кочани и Кочанско, дека влијаеле на управата на јавни приходи, така не е наше да судиме. Не видовме ни транскрипти, ни чувме ни телефонски. За разлика од инспекторите од УЈП, каде што ги видовме праки. Апсолутно ви реков дека не е наше тоа да го користиме во политичка кампања, и се сложувам со вас. Затоа е потребно и јавното обвинителство и судството да го возможат барем тој минимум на правда, барем таа на некоја сатисфакција да добијат правда и да добијат безбедност сите понатаму во Република Македонија. Не смееме да дозволиме оваа трагедија да биде користена во политички мотиви, ниту да дозволиме како до сега да се разветнуваат судските случаи. Ние како политичка партија повикувавме целосна одговорност и истрага за секој кој што е поврзан со несреќата и трагедијата. Илиевски, што очекувате од стартот на судењето? Имавте многу забелешки како партија и на процесот и на инволвираноста, односно неинволвираноста на власта и така натаму. Имавте многу обвинувања вие дека се штитат луѓе блиски до власта. Што очекувате од судскиот процес? Дали очекувате правда? Се надеваме дека правда ги стигне во Македонија, она кое што го ветуваа Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН во делот на предизборната кампања, дека правда ќе биде на ниво на државата, се покажа уште на првиот испит нивни, односно дека ВМРО ДПМН не го положи испитот за правдата, затоа што очигледно дека влијанието на власта е повеќе од очигледно и видливо во процесите кои треба да започнат. Нивото на демократската свест пред се виде на кој ниво е во владачката партија, со тоа што ниту еден функционер од владачката партија не понесе пред се морална одговорност да каже дека и човечка одговорност да каже дека има кривица во истите. Никогаш не може да се префрли вина кај било кој друг, бидејќи тоа се случи очигледно во владењето на ВМРО ДПМН, предводено и Христијан Мицковски и Панче Тошковски. Јас искрено, како граѓанин на оваа земја, очекував дека во најмала рака било кој еден од нив ќе понесе политичка одговорност. Ама видовме дека од 2012-13 години сите функционери си молчеле за Пулс. Меѓу кои и ваши функционери поранешни. Не можеме да обвиниме ништо. Не, ова е од обвинителството, според непостапувањето. Она кое е видливо, на кој степен размислува власта и на кој степен ги штити своите функционери, на кој степен ја штити својата политика е неизгласувањето на предлог законот за кочање за семејствата. Мене ми е жал што истиот не беше изгласан во собранието, мене ми е жал што не се одважија пратениците од ВМРО, од ВМРО да помене да го изгласат истиот, бидејќи доколку навистина беше демократска власт ВМРО ДПМН ќе понесеа пред се политичка и морална одговорност. Не сакам да дозволам ова да биде темата на дебатата, меѓутоа сакам да искоментирате сите, бидејќи е многу битна темата. Кусо сакам, Азири. Само ќе ми дозволите една мала кратка реплика во однос на законот кој го спомена колегата, тој не е во собрание. Законот поднесен од Оливер Спасовски беше пред да биде формиран обвинителниот акт, беше насловен како закон за надомест за несреќата која што е случи во Кочани. Еден кривично правен настан пред да биде формиран обвинителниот акт, собранието се обидуваше да го категоризира како несреќа. И сами знаете дека несреќа и кривично правен настан се две различни работи. На мојата дебата со кандидатите за градоначалници за Кучани, на која што не присуствуваше кандидатот за градоначалник на Кучани од ВМРО ДПМН, имаше допис со прашања од родителите, меѓу кои беше и тоа што е со еднократната помош, барањето до владата што беше пратено. Има доставено барање за еднократна помош, целата помош е исплатена и еднократната помош исто така ќе биде исплатена. Немам информации за тоа што е до влада, сепак ние сме законодавен дом, но знам дека ќе биде исплатена. Азири, што очекувате, ќе има ли правда? Вака, секој вреднување треба да се има некоја појдовна точка.
земајќи ги во предвид сите трагедии во Македонија кои не се малку, почнувајќи од почетокот на 90-тите, трагедиите што ни се случува во авиосообраќајот и еве последната Кочани пред ова автобуските несреќи во Ласкарци во Бугарија и така натаму. Ни останува само да се молиме на Господ да не ни се повторат овие трагедии, иначе што се однесува до институциите, сите сме сведоци дека не до краја завршуваат како што треба ефикасно својата работа и затоа можеби ни се повторуваат вакви трагедии, затоа што законот, правилата не достигнуваат до сите поединци и организации, институции и приватни субјекти што одвиваат бизниси или активности од таква природа. Затоа велам, се надеваме дека овие трагедии за жал, ќе стигнат до свеста и совеста на сите нас што водиме институции, на сите граѓани, за да не дозволиме да ни се повторат вакви трагедии повеќе. Елизи? Се разбира, како што спомна и моите соговорници вечерва, многу трагичен настан, каде што многу млади животи изгаснија. Тоа треба да не освести сите нас, особено тие што се директно инволвирани во водење на институциите, да бидат одговорни за тоа што се има реперкусии и секогаш треба да бидеме внимателни за нашите постапки. Тоа што сакам да го кажам вечерва е дека повеќе настани се поврзани со вакви трагедии. Тоа е модуларната болница во Тетово, Дурмотурс во Бугарија, Дурмотурс во Ласкарци, Бесатранс во Бугарија и ред други настани каде што треба очигледно повеќе да проработи правосудниот систем, особено обвинителството во решавање на овие случаеви, за да се има правен епилог и да бидат мирни семејствата на починатите, дека правдата е до крај исполнета. Тука треба да напоменеме дека не треба да се изземат и представниците што се од опозицијата вечерва како наши соговорници, затоа што реперкусиите од тие системски пропусти и грешки не секогаш доаѓаат во времето кога ти владееш. Сигурно се сеќаваме дека за време на владењето на СДСМ и ДУИ беа и модуларната болница, и Дурмотурс, и Бесатранс. Тоа што треба сите заеднички да го направиме е да се избориме за подобар и поефикасен правосуден систем, особено во делот на обвинителството, каде што фрапантни се пропустите во обвинителниот акт во модуларната болница во Тетово. Се уште семејствата на тие починати таму си бараат правда по нашите судови и таа нивна сага продолжува веќе неколку години. Редно е време без политизирање на вакви настани да се освестиме сите, првично ние политичарите и носителите на правосудниот систем и другите чинители во државата, да си направиме систем каде што секој ќе си одговара, зависно од тоа која е неговата одговорност, да нема никакви политички влијанија врз овие случаеви, затоа што тие задираат на колективниот начин на размислување и на тоа што моментално судскиот систем во државата има многу мал процент на доверба. Значи без да правиме политика и да поентираме на вакви немили настани, редно време е сите да се вклучиме во подобрување и на давање на сугестии во решавање за да не ни се случат во иднина вакви немили настани. Многу кусови веќе сакам да ја затворам. Темата јас сакам да бата околу ова. При мојот говор се обидов да дадам човечки одговор, затоа што и вие замолевте и нема потреба да се замолува да се поентира тука за трагедија. Но заклучокот од зборот на колегата е во спротивност со суштината што ја кажа. Он само
политички партии спомнуваше. Јас не сакам да навлезам во такви коментари. Сите сме сведоци дека со овој настан јас не знам лик кој беше присутен во медиумите повеќе од премиерот Мицковски. Тоа не е негова работа, работа е на правосудните органи, јавен обвинител, судски органи и така натаму. Но да завршиме тука за ова трагедија, не сакам повеќе да збориме затоа што повеќе збориме ќе мора да влеземе во политика. Јас очекувам дека судот сега, едното обвинение е во рацете на судот, има истрага за полицајците, предистрага за инспекторите на УЈП и само се надевам дека по 34 години оваа држава ќе им обезбеди правда на семејствата кои што ги изгубија своите деца. Македонија гласа во недела, бидејќи претходното прашање го почнав Левков со вас, сега почнувам Илиевски со вас, какви се очекувањата на СДС? Ќе преживеете? Политички мислам. Мислам дека патот во кој започна да се движи СДСМ предводен од председател Венко Филипче во изминатите 10 месеци од кога е формирано новото раководство во делот на консолидација и зајакнување на партиските капацитети го видовме на терен во делот на оваа изборна кампања, затоа што се селектира сериозен број на позитивни личности од општеството кои се представени као кандидати на овие локални избори, се разбира и советници, голем број на теренски активности, представување на самите кандидати, враќање на истакнати партиски членови кои знаеме дека во изминатиот период од оправдани или неоправдани причини не беа присутни. Ќе сакам, ако ми дозволите, само да истакнам еден дел од изборниот митинг кој имаше СДСМ и коалицијата во Битола, каде што јасно се покажа сликата дека имавме еден сериозен настан во кој социјалдемократијата се враќа во Битола, каде што функционерите кои биле партиски функционери и општествени функционери во изминатите 30 години беа рамо до рамо заедно со кандидатот за градоначелник во општина Битола. Таа е сликата во сите општини. Знаеме дека во изминатите месец дена теренските активности покажа една позитивна слика во која СДСМ се движи напред. Кои се очекувањата конкретно? Премиерот ви дава од 0 до 6 општини. Апсолутно не се точни предвидувањата на премиерот. Дека кои се вашите бастионите кои ги има СДСМ, односно традиционалните општини кои во текот на изминатите 10 години биле предводени од Социјалдемократскиот сојуз, повторно ќе бидат освоени од кандидатите кои атакуваат на градоначалничките места. Така да кажете ќе го вратите Куманово? Струница ќе ја задржите? Куманово ќе биде еден позитивен пример во делот на освојување на кандидатот СДСМ. Добро знаеме, бидејќи господинот Макси Димитриевски стана градоначалник под капата на СДСМ, бидејќи тотално го има изгубено фокусот и ориентот господинот Макси Димитриевски за тоа дали сака да биде државник, дали сака да биде лидер на политичка партија или локален бизнисмен или кандидат за градоначалникот. Знам, јас сум сигурен дека мојот колега од партиското раководство, односно Мартин Костовски, ќе биде победник на да не правиме агитација и пустам, не е Максим Димитриевски тука за да ви одговори. Какви се прогнозите? Што ќе направи Националната алијанса за интеграција? Нашата коалиција е најголемата коалиција во албанскиот политички блок. Граѓаните знаат од кои политички партии е составена. Се разбира и нашите кандидатури поминаа низ макотрпен и долготраен селективен период, се со цел да нашата понуда биде и квалитативна и квантитативна, многу подобра од другите чинители во политичкиот блок, особено кај албанците. Нашите прогнози се заснуваат и врз анкетите што ги имаме ние направени како коалиција, но и врз секојдневните собири што ги имаме, секојдневните митинзи, секојдневните разговори што ги имаме со граѓаните низ целата држава, и сметам дека најголемиот адут за ова што го зборувам јас во овие избори ќе биде
начинот на владење на оваа влада овие 15 месеци, начин на кој се разбира, нити се очекуваше, нити некој посакуваше 34-5 години после независноста на државата, се уште во државата да имаме политички представници кои ќе вадат за уши, кои ќе мислам со клоци ќе се разбират со политичките противници и се разбира дека нашата понуда е најквалитетна затоа што и од искуството и од новата енергија што ја внесевме во оваа коалиција успеавме да направиме програма која што е потребна за граѓаните, успеавме да избираме кандидати за градоначалници кои еден дел се стари во смисла на не им е прв пат што се кандидират, некои од нив се по два пати избрани како градоначалници и според сите анкети, значи градоначалникот на Липково, градоначалникот на Врапчиште и Сен Шабани се бројат меѓу најефикасните и најрезултативните градоначалници од руралните општини. Се разбира дека и ние имаме огромни приметби врз водењето на општините од страна на кандидатите што се од опозицијските албански политички партии и има мислам доста голем број на фактори кои влијае врз нас за да имаме вакво мислење дека Националната алијанса за интеграција ќе биде неприкосновен победник на овие локални избори кои недвосмислено ќе водат кон предвремени парламентарни избори, има ги предвид сите случувања во политиката. политиката. Повеќе за предвремените избори, Струга, Титов и Чаир. Кој ќе победи? Ние се надпреваруваме да ги победуваме сите општини и јас мислам дека нема потреба да ги делиме општините по значајност, една, две или три, само да завршам со мислата, затоа што сите граѓани се битни. Добро, меѓутоа тоа се бастионите на доминантно албанските општини. И граѓаните што живеат во Липково, во Рачиново, во Тетово, во Струга, во Гостива, сите граѓани се битни и сите граѓани заслужуваат проекти, заслужуваат инфраструктурни проекти преди се, за да можат своите секојдневни обврски да ги извршуваат како што им наликува на земја што претендира да стане членка на Европската унија. Според вашите анкети, дали нај ќе победи во Струга, Титово и Чаир? Апсолутно, јас сум убеден дека ние ќе издвојуваме победа во Струга со огромна разлика, исто така ќе издвојуваме победа во Тетово и во Чаир. Вашите прогнози? За разлика од нашите политички опоненти, ние имаме сосема друг пристап кон оваа кампања. Очигледно е дека во недостиг на програма и платформа кон гласачите, нашите опоненти се во сосема погрешен концепт и во друга бранова должина во врска со локалните избори, зборуваат за некои големи теми кои што не се директно поврзани со локалните избори и со тоа што го бараат гласачите, особено тие од албанскиот блок. Во недостиг на испорачување на резултати од претходните градоначалници во кои што се уште се нивни кандидати, тие избегнуваат да се надпреваруваат со нас на вакви теми и измислуваат теми кои што се неповрзани со локалните избори и гледаат напред со надеж дека можеби ќе се изборат за некои предвремени парламентарни избори. Тоа е само надеж за нивните поддржувачи, малкумина што остана. Инаку овој ново формиран сега коалиција или како го викаат е во недостиг Националната алијанса, нивна, е во помал број со тоа што ги нема веќе бошњаците, турците, ромите и две политички партии, албански ДП на Тачи и на Арјанит Хоџа. Очигледно е дека се има дефокусирање од збиднувањата таму, дуи не успеаше да се реформира и не успеа да испорача резултати од нивните претходни градоначалници.
И јас сум убеден, и тоа граѓаните го препознава, дека тие нема да добијат скоро никоја општина. Единствена кај што ќе победат е кај што ние не се надпреваруваме, а тоа е Пласница. А за другите ќе бидеме сведоци во недела, каде што очекуваме како Влен 5 до 7 општини да ги добиеме уште во првиот круг. Дали меѓу нив се Струга, Тетово и Чај? Струга, Дебар, Тетово, Чај, Теарце, Желино, Боговиње и ред други општини. Има уште. Кои што не се спомнува. Има уште општини. Блиско е, недела е за 2-3 дена. Тука, па ќе имаме можност пак да се видиме на емисии. Тоа што ние им нудиме на граѓаните е програма и резултати кои што се испорачани во текот на оваа година и пол, каде што Влене во централната власт со директни програми и проекти кои што се директна инвестиција од владата за општините, вклучително и за општините каде што тие имаат досегашни градоначалници, иако беа многу некомпетентни и на првиот повик не успеа да ги комплетираат ниту документите за овие проекти, сепак ние како влада овозможивме при вториот повик и им дадовме и правна и секаква вид помош за да можат да ги дообезбедат и да ги комплетираат документацијата само со цел граѓаните да си добијат подобра инфраструктура, вода за пиење и ред други проблеми кои што замислете 22 години владење на ДУИ ги оставија во такво одерење. Според процентите од владата не се ни 10% на ниво на Македонија проектите што ги добиле сите општини реализирани, ама тоа е друга тема. Во споредба со тоа што во минатото немаше ништо од овие проекти, сепак тоа многу значи. па Лесков, па реклами. Знаете како, секој човек си има право во зависност од стандардите што ќе ги постапува. Релативизацијата секогаш е инструмент за софистицирање на неуспехот, него на успехот. Замислете партија која е во влада 15 години, 15 месеци се извинува, и не сака да зборува за темите што сама си ги спроведува, за реформите во новите и за сите случувања што се случиле во владата во овој 15 месецен период. Замислите кога они би имале резултати, замислите што би направиле. Дали би се занимавале? Ние имаме резултати, тоа се видливо. Не те прекинам. Мислам, не те прекинав, ќе завршам, јас ќе продолжиш ти. Јас ја разбирам тезата за релативизирање и знам дека нивната аргументација дека овие избори се локални, се административни, се општински, не држи, затоа што и овие избори се политички. Знаете ли зошто не држи? Затоа што сам колегата кажа дека сите проекти што се реализирани, поголемиот дел се финансирани од владата. Владата дали е општина или е централна власт? И се поставува прашањето, зошто во изборна година, зошто 5-6 месеци пред избори, владата треба да се задолжи 1 милиарда евра во Унгарија и да ги пушти сите пари на општините за да, еве сега, 2-3 дена пред избори ги гледаме камионите и багерите како се движат по улици. Значи, ова е уште ова е уште еден доказ. Ова е уште еден доказ дека овие избори, да, вистина е дека се локални избори, преди се политички избори. Добро, и политиките на владата и те како имат влијание врз случувањата и во општините и во сите ниво на власт. Левков не ни одговори на прашање. 10 секунди ве молам. Левков, сакам да го прашам и мораме на реклами да. Се извинувам, да бидат во тек нашите слушатели и гледачи во врска со тоа што го кажа опонентот. И тој самиот призна дека се работи во сите општини. Ние им дадовме простор да се фалат и некои некомпетентни и многу неспособни градоначалници од ДУИ и со проектите од владата да се фалат по општините, но нашата крајна цел беше граѓаните еднаш за секогаш
да се решат некои теми Ама само 10% не се се за реализирани. овој Само не се 10% кај се пари? не се за овој век, Кај се се парите? уште да зборуваме за канализација и за вода за пиење, а нашата цел е да се решиме еднаш за секогаш од овие проблеми и да гледаме напред кон други аспекти. Пола милион гласови се фалеше премиерот на и вие сите по последните избори, сите овие месеци на владење. Колку ќе изгубите од тие гласови? Опозицијата вели 130.000 најмалку. И едните и другите избори, заедничко е дека се непосредни избори во кои што излегуваат луѓето и гласаат. Излезноста на парламентарните избори традиционално секогаш е поголема отколку излезноста на локалните избори. Ние на претходните локални избори имавме над 290.000 гласа за советнички листи, над 320.000 гласови кога станува збор за градоначалници. На овие избори не јавуваме повеќе. Зошто? Се базираме на неколку столбови. Првиот е она кој што го споменавте, а тоа е одговорниот однос на владата кон локалните самоуправи. Затоа што во 7 години владење од принципот како до сега, капиталните инвестиции се вадеа од ракав, потоа со ребалансите на буџетите истите се кратеа и знаете дека не ја гледаат светлината на денот. Сега општините, општините ги добиваат капиталните проекти. Второто е дека одговорното работење на градоначалниците и гледаме дека оваа кампања за локални избори за среќа не е обојана со скандали кои што претходно можевме да ги видиме кога градоначалниците на СДСМ иду и заминуваа од власт. И ќе потсетам за уште една работа во енергетската криза за само неколку месеци, затоа што колегата зборуваше за односот на централната власт кон локалната. Во време на енергетската криза само за месеците мај, јуни, јули, август и делот од септември, комуналните јавни предпријатија беа оставени на слободниот пазар. Ќе ве потсетам кога цените на ХУПЕК за електрична енергија достигнаа 800 милиони евра и тогаш практично се презадолжија сите комунални јавни предпријатија и ќе ве потсетам дека за енергетската криза се потрошија 327 милиони евра кои што потоа владата при заклучок и законот за усвојување на реализација на буџетот беа нотирани како капитални инвестиции. Тоа сакам да ви кажам, во нивното време трошокот за јаглен, за нафта, за електрична енергија беше нотирано како капитална инвестиција. Преседан во Македонија, а сега зборуваме за степенот на реализација. Само подпрашање, пошто за сите имав. Премиерот вечерва вели од 45 до 50 општини прогнозира. Јас ве прашувам колку гласови прогнозирате на советнички листи. Сега ви реков, имавме 290 претходните со 320, сега најавуваме зголемување. Колку е тоа зголемување? Ќе имате 400.000? Значи, знаете дека еден од најважните параметри на овие избори ќе биде излезноста, Доколку имаме зголемување, зголемувањето на бројот на гласови ќе биде како да кажам, право пропорционално на зголемувањето на излезноста. Морам да одам на реклами, меѓутоа Илија. Само прашање, колку е степенот на реализација на капиталните расходи до сега, до моментот што зборуваме? Кој е капацитетот на градежната индустрија во Македонија? Колку градежни фирми постојат? И како ги поддржавте за време на енергетската криза кога парите наместо во градежниот сектор ама вие ми поставивте прашање. Јас ти поставив прашање колку за градежните фирми да разговарам. Илиевски да го слуша. 30% е степенот на реализација за првите 6 месеци во ниво на државата, ви молам. Илиевски, ви имате контрареплика пред. Значи, пред да дискутира било што мојот соговорник за минатото и како работеле општините, претходно требаше да биде запознат од каде доаѓам и која ми била позицијата. Почитуван соговорник, сум бил во неколку наврати советник во општина Битола. Можам најискрено да ви кажам дека господинот Тони Коњановски ги превзеде сите јавни предпријатија во Битола на позитивна нула, а моментално сите јавни предпријатија должат заедно 2 милиони евра. Така да ве молам. Прашање, колку е тој долг за електрична енергија? Така да ниту едно евро немаше долг, ниту едно евро немаа долг пред јавните предпријатија во општина Битола. А во делот на изборниот резултат и гласовите, добро е што измеѓу редови призна
мојот соговорник од ВМРО ДПМН дека повеќе од 100.000 гласови ќе прокнижат негатива, затоа што како што кажавте вие, кажавте дека 500.000 гласа, 500.000 гласа беа на нивното конто, а да не самиот призна дека ќе бидат под 400.000, односно 300 до 350.000 гласови. Може ли 150.000 гласа? Кратка реплика. 10 и одиме на реклами. 10 секунди, кога веќе го споменавте долгот, или веднаш ми одговорете или можете после емисијата, од овој долг, колку е долг направен за електрична енергија во време кога роднините на вашите функционери отвараа фирми за електрична енергија? Проверете во комуналното јавно и одговорете. Јас ви гарантирам дека во 2020 крајот на 2021 година јас ви гарантирам дека крајот на 2001 година сите јавни предпријатија беа преземени со нула долг. Колку од овој долг е за електрична енергија направен во време на енергетската криза кога и Али Ахмети и твоите функционери и нивните роднини отвараа фирми за електрична енергија? Не, одговорете ми. Во јавните предпријатија. Одговорете ми. Од 5 до 8 месец колку е зголем долгот? 22 за време на електрична криза. Значи ние во на енергетска криза. Одговорете ми, ајде. Саки ви одговорам. Ајде. Во низа на наврати 5, 6, 7, 8 месец. Во низа на неколку наврати беа субвенционирани од страна на општината, јавните предпријатија на десетина пати беа субвенционирани со согласност субвенционирани, а тие повторно прокнижуваат загуба. Пауза за реклами. Пауза за реклами. Проверете после емисијата. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Интересно беше и за време на паузата. Сега ќе прашам кратки прашања, затоа потоа сакам за да ми одговорите многу кусо, за да можеме потоа да направиме прогноза што ќе се случува после овие локални избори. Дали вие ќе се зациментирате во влада, дали вие ќе добиете предвремени парламентарни избори, дали актуелното раководство на Бихачка ќе преживее и што ќе се случува со ВМРО ДПМН после евентуално пат на гласовите во однос на внатре-партиска реконструкција евентуално. Колку претходното круг совет го почна Филиевски, вие сте наред, колку гласови очекувате на советнички листи? Бидејќи кажавте кратко да се кратко одговори. Јас очекувам најмалку да го држиме резултатот што го имавме на парламентарните избори. Тој беше 137-690. Да. Што ќе биде успех за вас ако го задржите тој или која ви е горната граница? Јас кажав дека најмалку го очекуваме тој резултат, имајќи во предвид ова што го кажа колегата Левков, дека во локалните избори излезноста е секогаш помала од парламентарните избори. И сметам дека успех ќе биде. Тоа би било успех за нас, но кажав тоа е најмалку. Вие имавте 106.937 на последните парламентарни? Што очекувате? Ние очекуваме подобрување на овој резултат, затоа што, како што спомнав, и поради испораката на добри резултати и доброто владење во текот на оваа година и пол кога сме власт, и со тоа што нашите листи имаат сеопфатни кандидати, каде што имаме инволвираност и на невладени организации, спортисти и многу квалитетен избор за гласачите, да очекуваме да имаме подобрување на овој резултат од претходните парламентарни избори. Левков, ќе кажете конкретна бројка? Јас ви најавив и повторно ќе конкретна бројка дали ќе ми кажете. Ева така, како сте кладите вечерва, на која бројка ви се кладе? Немаше потреба да ме парафразира, најавуваме зголемување на поддршката и на бројот на гласови. Доколку излезноста е над 51%, над 350.000 гласови, доколку излезноста е како за парламентарните над 61%, можеме да дојдеме до многу поголема бројка, за да нема забони и да нема погрешно парафразирање. Илиевски 150.000 имавте на последните парламентарни избори, историски најголем пораст на СДСМ во овие 34 години. Ќе се задржите на 150, ќе паднете код или ќе покачите? На советнички листи прашувам. Која е вашата бројка? Конкретна бројка. Апсолутно дека би прогресирале према напред. Што значи тоа? Дека би го провалија. Би прогресирале према напред, дека би заминале на 150.000 гласа. Значи, како што кажав, во изминатиот период се доставена сериозна и платформа и честна понуда према сите
граѓани во нашата земја, сериозни градоначалници, сериозни кандидати за советници, кои ќе донесат позитивни изненадувања во редовите на СДСМ и мислам дека некои од соговорниците кажа дека на денот на изборите сите би биле задоволни од изборниот резултат освен ВМРО ДПМН. Прогресирање и 151 глас, 151.000 глас, прогресирање и 200.000. Каде сте вие во тој? Сигурно над 150.000. Што значи тоа 200? Значи бројка ви барам, конкретна бројка. Колку очекувате? Ако треба да ставите пари, како што му кажав на Левков вечерва, на која бројка би се кладеле вечер? Нема потреба да се кладиме со граѓаните. Ја точно знам за секој колку ја би прогнозирал. Нема потреба да се кладиме со волјата на граѓаните. Доволно искрено пристапивме, доволно... Ке стигнете ли до 200.000 гласа? Во недела ќе видиме. Добре. Овој круг почнуваме со вас. Го загатна Азири моментот предвремени парламентарни избори. Имавме многу интересен, оваа недела имавме неколку интересни изјави на премиерот Мицковски, иако одвреди секогаш се изјавите константни дека нема да има предвремени парламентарни избори. Премиерот на 8 најпрво тврдеше во интервју дека нема да има избори, па имаше една изјава каде што рече дека очекувам по овие локални избори да влеземе во еден циклус на засилен инвестициски бран. Логично е да се предизвикаат предвремени парламентарни избори за да се обезбеди нов 4-годишен мандат, па потоа мислам дека во понеделникот беше дека нема, жално е да има предвремени парламентарни избори и така натаму. Доколку вреди доживее крах на овие локални избори? Кога велам крах, ги изгуби бастионите, падне на гласови на советничките листи. Ќе останете по секоја цена во владата? Тоа секако нема да се случи. Еве хипотетички. Но без разлика на тоа, за доброто на државата и на демократијата, особено за продолжување на процесот на реформите отпочнат од оваа влада, не е во ред да си имаме предвремени парламентарни избори. Сепак ова е надпреварување за локални избори и независно од исходот, иако слушаме цела кампања дека нашите политички опоненти настојуваат на тоа дека ќе се избора за предвремени парламентарни избори, после исходот и резултатите од недела, јас сум многу убеден и вие ќе бидете сведок дека во никој случај нема да побараат пак да се имаме предвремени парламентарни избори, затоа што ќе се имаат длабок пораз на сите општини со мнозинство од албански гласачи, затоа што гласачите во нас препознаваат резултати, нови политичари кои што ќе се изборат за нив, некои теми што се од локални ниво да ги решиме во првите години од нашиот мандат во локалната власт и се друго од аспект на реформи и нови закони да ги имплементираме. Да, секунда, што доколку изгубите? Не верувам дека ќе биде таков резултатот. И не сакам да направиме некоја анализа базирано на хипотетички прашања. По секоја цена ќе останете во владата? Не по секоја цена, не по секоја цена. Се разбира дека ние сме во власт за тоа што успеавме во албанскиот блок да се избориме за 107.000 гласови, за разлика од нашите опоненти кои што влегува во авантура да коалиционираат со секакви партии од други, па да, дури со партии што ги измислија за неколку месеци. Каде е партијата на Арјан Итвоџа денеска? Тоа е партија човек. Сакаат да си направат момент дека кон нив се зближуваат многу партии за да се изборат за некој квантум на гласови, но мнозинството од албанците гласаа за нас и ние сме нивни представници во власт. Меѓутоа, ќе ви дозволам реплика, меѓутоа мислам дека на ова прашање Левков многу поповикан да одговори. Да, благодарам на прашањето. Колеги, само да заворете. Ајде, извинам, ајде реплика Кус. Јас мислам дека зборот секоја цена сепак има вредност, зашто секоја цена има своја вредност. Јас мислам дека они ќе се нудат да останат во владата без цена, затоа што и без цена влегува во владата, односно не влегува, ги повика премиерот Мицковски и си ги зема. Како второ, они не се победници кај албанскиот политички блок, победникот се знае, 137.600 гласа и
скоро 107.000 гласа, тоа не се иста бројка. И јас цело време го предизвикувам, затоа што он збори со општа терминологија, јас го предизвикувам да ги наброи 4, 5, 6 успеси што ги имат, затоа што убеден сум дека човек кога ќе има успех, тука нема да не дозволи на нас ниту еден да збори, он ќе збори за своите успехи. Јас го предизвикувам никако да каже 1, 2, 3 или 4 успеси што ги има. Како последно се разбира, затоа што сум реплика, демократијата во Македонија е разнишена со потекот на премиерот Мицковски, што ги зема во власт така наречените представници од втората поголема заедница во Македонија без народниот легитимитет. Мислам дека демократијата како систем е таков поради легитимитетот, поради правото на граѓаните да бират и со тоа да ги делегираат своите представници во владата. Ова е само еден аргумент. Зошто после локалните избори земјата мора да оди на предвремени парламентарни избори? Кратко само, затоа што ме предизвика... Ама Корича, кратко 10 секунди, без распленување. Да. И Левков сакам посебно за предвремени избори. Детално ќе ви објаснам. Како прво, тие самите влегува во акробации политички, да се надпреваруваат во претходните парламентарни избори со партии и од другите етникуми во државата. Со тоа паѓа во вода наративот нивен за легитимитет. Дали можеш да ми гарантираш дека вие имавте само албански гласови? Ако сака, сега ќе му бројам нешто од нашите успеси. За прв пат имаме закон за правична застапеност, нешто што не те молам, Милми, сега знам дека си во позиција. Јас те сметам за сериозен човек. Не ме прекинувај. За сериозен човек, бараш гласови. Не ме прекинувај. Те молам, не ме прекинувај. Душица, нема да дозволам да се граѓани. Ако не те ги на посебна емисија. Не, ама те молам сега да се сослуша. Ако ми докаже дека е донесен закон за правична застапеност, јас никогаш во телевизија нема да истапам. Не, не биде ова дуел. Не, само на крај. Не е во ред. Не е во ред. Елми да се става. Левков Илиевски. Не, Елми се става во позиција на адвокат на Дуј. И треба да ги брани нивните ставови. Само на реалноста. Дайте, докажи ми дека е изгласан закон за Колега, да му ги набројам успесите. Не ме остава простор да ги набројам. Немој да ме прекинуваш. Дозволете. Друг закон е во врска со... Дозволете. Да, ама само да му одговорам, затоа што не е во ред. Нема ред. да дозволам вие двајца само да бидете Ама не е во ред. Ме предизвикува да ги спомнувам. Оваа дебата четворица учествувате и Илиевски не го слушнавме и Левков. Ја треба да ги искажам моите ставови. Да? Конкретно ме предизвика за резултатите. Имаме директни инвестиции за албанските општини. Тоа не ли е резултат? Најмалку историски. Не е најмалку историски. И ред други закони кои што се изгласани во парламентот, кои што не можеа Дуј да ги изгласа во последниве 25 години. Жално е ситуацијата Елми да биде адвокат на Дуј вече. И да сакам не може да бранам нешто што не забрани. Ама не да не се доведуваме до ситуација да исклучуваме микрофони. Ве молам, ве замолив да бидете парламентарни, ќе пуштам тајмер ако сме на крај на емисија. Левков. Ви благодарам. Тезата во политичката наука, тезата за предвремени избори е за не. Конкретно. Ама по-конкретно не може да биде. Затоа што премиерот го инавирала има две различни. Сега ќе ви кажам. Тезата е за да се зголеми влогот во одреден политички изборен циклус. И она кое што го кажа колега Елми Азири, кој постојано го споменуваат немање легитимитет кај одредена етничка група, тоа е особено смешно кога сте во локални избори. Како во локални ве молам сега. Ве молам. Како во локалните избори? Како во локалните избори ќе направите? Па не ве прекинав, сега слушајте ги мене. Како во локалните избори? Па внимавајте и вие што зборувате. Тие се граѓаните. Локалните избори ќе направите поделба на гласовите. Како правите поделба во локалните избори? Што гласа парламентарни ќе гласат. Ако немате програма, не можете вие на се да ставате етнички презнак и да зборувате за таков мандат. Апсолутно. Според уставот, мандатите се добиваат во пратеници на одредени листи. Вие сте без идеја, вие сте без програма и единствено што можете е да политизирате и да етнизирате. Тоа во локални
Година и избори пол. е апсурдно и смешно. Година Јас и пол ќе ставате потсетам на етнизација изјави на на секоја Али Ахмети работа. за своето Година и пол. родно зајас кога велеше па ние не сме се бореле за да градиме Има ли избори? да градиме Парламентарни. патишта и канализации, не ми дозволивте да го цитирам Али Ахмети, не знам зашто. Повелете? Апсолутно немојте да алудирате на ништо. Не, апсолутно, само ми се прекина мислата, би се обидов да го завршам цитатот. Цитатот вие го завршивте. Да, повелете. Дали ќе има предвремени парламентарни избори? Премиерот Мицковски во една недела има две различни изјави. Видете, ако е од политички аспект, ама од политички да, аспект, не. најмногу ни одговара да има предвремени парламентарни избори. радиме ние. Од политички аспект. Ако зборуваме од политички Мора да има аспект. избори. Ако зборуваме за државата, тогаш треба да зборуваме дека потребно е веќе да се консолидираме и она за кое што зборуваше дека имаме ниска реализација на капитални инвестиции, така е. реформи во судството кои што се потребни, Така треба е. да бидат спроведени, Така затоа е е. потребно да намалиме со етнизација, да намалиме со Значи, политизација. дајте- на Тоа треба да се локалните- бара од вас. На локалните теми. Тоа треба од вас да се бара. Намалување на етнизација. Да бидете 15 години со парламентарни Илиевски 15 губи месеци со најмалку време, етнизација. Ајде, молам. бидејќи не би влетува во збор на никого. Најмлад. Можеме да заклучиме дека ВМРО ДПМН е за прв пат во историјата од 34-35 години Македонија е влада на Христијан Мицковски која на старт во првата година изгуби повеќе од 100.000 гласа. Можеме да заклучиме Како заклучиме? во име Како пред очи нови избори, Како? можеме да заклучиме дека премиерот Како неколку се пати ретерира заклучат сега? Не во знам. недела дена, дали ќе оди или нема да оди на избори, значи не е самиот сигурен. Апсолутно сметаме дека СДСМ е подготвена, дека после овај изборен циклус, дека во текот на наредната година треба да има парламентарни избори, затоа што во Македонија дефинитивно не се живее подобро, платите стагнираат, потрошувачката кошница расти, субвенциите према земјоделците не се исплаќаат на време, 11 намалени се блок дотациите према општините, ДДВ-то према јавните према приватните фирми не е исплатено, Македонија за година дена се презадолжи, а економијата стагнира. Македонија не е горда, Македонија живее посиромашно и Македонија стагнира. Тоа го видоа граѓаните и затоа се ВМРО ДПМН дефинитивно ќе бидат нови избори. Најголемата политичка партија која ќе изгуби најголем број на гласови. Да се вратиме во Една една реплика. само ја имам едно Добре. подконтекст да бидеме на чисто. Велите СДСМ смета дека треба да има наредната година парламентарни избори. Дали СДСМ бара предвремени парламентарни избори? Неминовни ќе бидат, Се приклучувате кон барањето на албанската опозиција? Неминовни ќе бидат парламентарните избори наредна година, затоа што ВМРО ДПМН не го испорача ветувањето кое го имаше во предизборието. Дали барате? Граѓаните сами бараат, граѓаните не живеат добро во изминалата година и пол. Не на кратка реплика ќе го потсетам на изјавите овде кои ги дава колку биле штетни предвремените избори за економијата, поштете ги вашите претходници и слушнете ги нивните тези. Се дрзнавте да ги споменете субвенциите, 11 милиони денари за останате од Љупчо Николовски за субвенции, 250 милиони евра дупка во буџетот, 115 милиони наследени дупка во пензискиот фонд и сами вие најавувавте дека нема никакви теоретски шанси да се зголемат пензиите, ги зголемувавте за 67 па 167 денари во време кога имавте инфлација на храната над 30% и вие се дрзнувате да зборувате за потрошувачката кошничка, а да не го споменеме стапката на економски раст во времето на СДСМ и ДУИ, според World Economy, најниско економско ниво на економски раст, на прво место Украина, второ Белорусија, трето Македонија. Сега имаме стапки на раст од 4,7%, раст на економијата, стабилизација на инфлацијата и ако ги погледнете бројките ќе видите раст на реалната плата, тоа е плата според
куповната моќ. Не велам дека се идеално, треба да се направи уште многу, меѓутоа такви паушални од ракав констатиравме намалување на 100.000, констатиравме зголемување и не знам, сметам дека не е одговорно да ги кажуваме на национална телевизија. Јас сега да кажам нешто. Имаме уште 5 минути до крај. Вие да продолжите да зборувате, ќе оди шпица. Бидејќи сме во предизборие, под мониторинг, знаете дека имаме изборни реклами и мора да се почитува времето. Многу кусо завршни зборови, 5 минути да ги поделите, јас да не ви ги делам овде или колегата ќе ми помогне. Што по 19 октомври, Елиси? Односно после вториот круг, после локалните. После локалните избори, секако дека на изборите ќе има победници и губитници. Или сите ќе бидат победници, пошто кај нас тоа многу често се случува. Не мора и сите да бидат победници, сега веќе сме во друга доба каде што нашите гласачи се доволно еманципирани и доволно информирани за околностите и за политиката, не може пораз да се пропагира како победа. Јас сум убеден дека опозицијата после поразот на локалните избори нема да слушнеме од нивна страна дека ќе бараат предвремени парламентарни избори. Ние сме убедени и стоиме цврсто на ставот дека на државата не и треба предвремени парламентарни избори, затоа што мнозинството е стабилно. После локалните избори треба новите градоначалници да се нафатат и да си работат за граѓаните кои ги гласаа, без да ги делат по никаков основ, да почнат одма со работа во реализација на проектите што се ветени кај граѓаните. Затоа ние сме многу внимателни како ВЛЕН и во тоа што ветуваме пред нашите гласачи. Затоа што сме во позиција на власт, сме во позиција каде што убедливо ќе ги добиеме скоро сите општини со мнозинство албански гласачи и многу сме внимателни во ветувањата, затоа што се што е во нашата програма сакаме да го испорачаме во најбрз можен рок. Левков, Кусо? Недела убав сончев ден, идеален за гласање, нека излезат сите да гласат, да го дадат својот интервју, бидејќи истата формулација тој ја искористи. Имаме заеднички ставови, добро сме координирани, не само со председател, туку со целото членство до последниот член. Убав сончев ден, излезат сите да гласаат, да не ги растураат и да си пуваат гласовите, се знае кој знае и кој има најдобрата програма и најдобрата понуда, да завршиме на 19 од 20 градоначалниците и советите да се зафатат со работа. Ви уверувам дека има стабилна влада која што ќе го спроведе својот мандат до крај и во собрание, потоа со колегата Елми Азири ќе се зафатиме на реформи во судството затоа што се потребни. Ја повикувам и опозицијата да го тргнеме барем етничкиот презнак кога станува збор за судството и за правдата, да ги оставиме локалните единици на локалната самоуправа да работат, да ги реализираат капиталните проекти, а ние во собрание предводени од владата да овозможиме право и правда конечно во државата. А во тие реформите за право и правда, уставните измени ви се наоѓаат некаде? Уставните измени се добро, многу често овде разговаравме за уставните измени. Само прашувам во визијата. Знаете кој е ставот на народ, добро се брифирани и се против, и ние и како дипломати и како влада ќе настојуваме да го смениме тоа. 19 октомври. Има ли борба за преживување на раководството? 19 октомври, убав сончев ден. Сонцето ќе угрее во редовите на СДСМ, но не и во редовите на ВМРО ДПМН. Ги повикувам граѓаните да излезат на гласање, да го остварат своето демократско право на глас, бидејќи само тие знаат како треба најдоброто. А ги уверувам граѓаните дека кандидатите на СДСМ се честни, искрени луѓе кои ќе донесат подобро утре во нивните општини. Дали после убавиот и сончев ден ќе има бура во СДСМ? Во однос на да, ќе има позитивна промени? бура. Ќе има позитивна бура, сега само продолжува напред. Добро, благодарам. Што по 19 октомври, односно и по вториот круг по локалните избори? Не знам како ќе биде времето, дали сончево или кишовито. Вие не сте метеоролог. Не знам, да ви кажам искрено, не е моја работа. На 19 октомври и после тоа во вториот круг Националната алијанса за интеграција ќе издвојува убедлива победа. Победата ќе биде 2:1, најмалку со нашите
индиректни противници, затоа што директен противник ни е ВМРО-ДПМН, и сметам дека после тоа мора земјата да оди во предвремени парламентарни избори заради низа причини. Прво, заради тоа што ова власт е со половичен легитимитет, албанскиот дел нема легитимитет, како второ имаме блокада на евроинтеграцијскиот процес, што е вака исклучително битно за сите граѓани на Македонија. Како трето имаме економска стагнација, имаме задолжување на земјата. Колегата спомна 4,7% економски раст, минатата година беше 3%, да не забравиме, во таа година се задолживе милиарда евра, 3% зголемување на БТП е некаде околу 500-600 А во милиони процент евра. зголемено или намалено? Во процент. Не, да го Не апсолутно, Не, не релативниот дел. Последни се зборувате, Да го- дали само протести Не, се во секунда само. во вашата агенда, дали се протести за да испровоцирате парламентарни? Се што возможува демократскиот процес, уставот и законите, ние како коалиција Не, кои се нивни ќе- кандидати во Берово и ќе во го- Кратово за тоа што надпреваруваат со ќе го- ВМРО-ДПМН. ќе го употребуваме. Нека каже во Берово и ќе во го- Кратово кои се ќе ваши го кандидати. употребуваме, јас кажав колега Преска Дали се надпреварувате со ВМРО кои се ваши кандидати во Берово, во Кратово, во Делчево и не знам во кои други Вие општини? имате право затоа што вакви ви се стандардите. Јас се извинувам, ние имаме други стандарди. Знам. А ние ние сме друга под лига се стандарди на натпреваруваме. мониторинг. Ви благодарам што бевте вечерва гости во 24 анализа. Еве јас ви ветувам дека во овој состав ќе ги анализираме и резултатите од Секако, да. изборите. Ви Јас сум благодарам. за. Ви благодарам. Почитувани, ви благодарам за вниманието.